година, извештај за реализација на програмата за социјална заштита на општина Делчево за 2023 година, предлог програма за социјална заштита на општина Делчево за 2024 година, предлог заклучок по барање на местната заедница од селото Пивиште, одлука за верификација на мандати на членови на локални планински совет, предлог одлука за давање согласност на статут на заедничкото јавно предпријатие за регионално управување со отпад Екоисток, Североисток, Свети Николе, предлог одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во претходната година на повраќајето на општина Делчево, предлог одлука по барање број УП 121/18 од 22.01.2024 за финансиска подршка на ракометен клуб Делчево, предлог одлука по барање за спонзорство, предлог одлука по барање број 09/48/1 од 9.01.2024 година, предлог одлука за еднократна парична помош по барање број УП 21/25 од 25.01.2024 година, предлог одлука за парична помош по барање на кикбоксинг клуб од Асфи Делчево, предлог решение за разрешување, именување и утврдување на членови на управниот одбор на општинската јавна установа за деца детска градинка Весени Цветови Делчево. Предлог одлука за ревидирање и проширување на членовите на штабот за заштита и спасување на општина Делчево и прашање и предлози на членови на совет. 18 точка, предлог одлука за престанок на мандат на член на советот на општина Делчево. Дневниот ред, отварам расправа со дневниот ред, дај некој разбор. Не бидејќи никој нема разбори, затворам расправата и двака предложени дневен ред поставам на гласање. Викувам на гласање, кој е за? Против? Нема, воздържани? Нема. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Усвојување на записникот од 30-та седница, отварам расправа врска со усвојувањето на записникот од 30-та седница, дај некој разбор? Повертон? Според точка 14 доколку за значување на бюджетот на општина Делчево, направена една намерна грешка каде што треба да биде со 8 гласа за, 6 воздържани и 1 против. Јас бев против на бюджетот за изглашање. Како стои 8-7, не? Да. Добро, ќе промениме. Техника грешка е на тоа. Оле, дали некој друг разбор? Не, бидејќи никој не го разбори, затворам расправата и оставам записникот на усвојување. Да повикувам да гласаме кој е за. Против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека записникот е усвоен. Точка број 1. Извештај за реализација на програмата за комуникација со јавноста и промоција на општина Делчево за 2023 година. Да повикувам Даниела Такева, советник за процесот на началното управување со средства. Почитувани председателе, почитувани советници, пред вас се извештај за реализација на програмата за комуникација со јавноста на општина Делчево за 2023 година. Знаете, основната функција на програмата за комуникација со јавноста е да ги определи начините на пренесување видот на информациите за работа на единицата на локална самоуправа. Програмата ја спроведуваше општинската администрација поради комплексноста на природата на активностите во областа на промоцијата и комуникацијата со јавноста. Програмата представува флексибилен документ кој конструирано ќе се развива и надополнува. Заложбите и трудот вложени во оваа област претходните години станаа видливи и донесоа првите позитивни промени во оваа поле. Од 2019 година кога се донесе првата програма со подршка на советот на општината, а знаете дека таа програма се работи без основа на изработената стратегија за надворешна комуникација, со што се потврдува нашиот стратешки пристап и поддршката на советот на тоа поле за да имаме успеси во полето на транспарентноста, отчетноста, во насочната комуникација. Во извештајот би се пренесени и анализата на состојбата со родово разделени податоци, анализи и извештаи од национални и меѓународни организации кои што потврдуваат нашите заложби и ги оценуваат позитивно во смисла дека општина Делчево е рангирана на 6-то место од 90 институции по исполнување на врските за активна транспарентност. Втората проценка на добро владење е општина
точка. Дали някой ва разговор? Сакам да кажам връзка со извештајот, зашто градоначалникот не ни дава одговори на јавните портали, каде ние заедно со граѓаните и советниците и граѓаните не поставуваме прашање или имаме одговарано на некоја ваша активност која што е објавена, немаме одговорено на некои прашања или констатација која што е во врска со Не е друго прашање, значи тоа се однесува на PR стратегијата на градоначалникот. Он одлучува зашто ќе одговори, зашто нема да одговори. И на сите барања за информација од јавен карактер се одговараат на негови заменски. Прашање на образлагачот во врска со извештај за реализација на програмата за комуникација со јавност и промоција, што само ќе кажува промоција на општина Делчево, ме интересира, бидејќи во извештајот никаде не може да видам, дали има направено некаков запад во изминатата година за изработка на памфлети, брошури, разгледници, понуди на туристички можности, понуда на промотивен материјал, локалитет, место со културно-историска или археолошка содржина во Делчево, значи во било кој аспект, дали имаме некој репрезентативен материјал со кој би можеле да дадеме, како да кажам, промоција или да понудиме на разни посетители кои доаѓаат во Делчево со цел да се шири добриот пазник, да кажеме развојот на туризмот, развојот на нови места сврзани со туризмот, во врска со оваа општина, бидејќи туристите никаде не може да видам такви работи. Значи, програмата за односи со јавноста и промоција на општина Делчево ги обединува сите одделенија и сектори во општината. Значи, таа ги предвидува сите активности кои што ги планираат одделенијата и сектори. Однос на промоцијата, изработени се памфлети во однос на активностите за родова еднаквост, кои што ги имаме. И секогаш се подпираме и даваме поддршка на активности од невладен сектор. Значи имаме изработено промотивно видео, кој што е на веб страницата. Акцијата која што е за собирање на електронски и електричен отпад, исто така. Имаме изработено последи лајви со поддршка на нула отпад и дел од општината. Значи тие така се работат промотивни материјали во однос со партнерство на организации. Конкретно ние само општото имаме испечатено поканите за настани ги печатиме. Ако сакате, ако мислите за некоја поголема инвестиција, тоа ќе стоеше другите. Ние немаме тие средства да бидат одредени од други извори, да не се од буџетот. Прашањето ми беше, бидејќи нели во извештајите за културата имаше само обележување на настани. Дали обратно на тие настани, еве сега после нели усвоиме програмата за наредната година, дали се планираат и дали имате конкретно реализирано, значи изработка за развој на туризмот, за развој на привлекување на инвестиции, не во смисла нула отпад. Тоа е активност, тоа е проект завршена е. Прашањето ми е, значи, културни, историски, археолошки и така натаму други можности, дали вие еве во моментот или дали планирате нешто такво за да било кој посетител ако дојде да имаме што да понудиме. Това ми е прашањето. Слушајте се нека, ако може да одговори. Ние секако дека планираме, меѓутоа во минатата година не се инвестираа такви средства за промоциони материјали. Мислам, дел беа, како што кажам, со поддршка на други организации. Дали некој друг ва разговор? Овој има? Само да се само за потезот на колегата Сашко, че пошто ја разбрав има конструктивно однос на стувањето на прашањето. Ја сакам само да поставам под прашање на неговото прашање. Значи, струјата на општина Делчево е избран од граѓаните на општина Делчево. Сите четири прасовите се подеднакво важни, како што се важни и од општинската администрација и од началникот за промоција на нашата општина. Дали филијала во општина Делчево и градоначалникот на општина Делчево има до сега во изминатите 3,5 години кога не сме на советници во општина Делчево, доделено рекламен материјал, промотивен материјал, или има побарано помош или поддршка од било кој советник за
подпомагане на промоция на општина Делчево во Македонија или во странство и зошто не? Од кој да имаме побарано не Од нас като советници. Не сме советници. Значи, вие сте советници, вие ја имате програмата пред вас, вие можете максимално да се вклучите во сета таа работа. Доколку имате идеја некоја да помогнете, ние сме секојаш отворени за работа. Ја се цел пред известно време. Значи, имавме еден убав настан со кој промовиравме и денот на водите, и денот за промоција на мобилност, за алтернативни средства за превоз, тротинети и велосипеди. И тогаш исто побарахме поддршка и од фирми, например се вклучи од одредени фирми за обезбедување на рекламен материјал. Исто беше и со пијанечки денови на сливата. Значи, ние максимално соработуваме. Таа е програмата. Вие можете тука да најдете простор како со ваша креативност, сега ако ние нешто не успееме да помогнете во тој дел. Моето сугестие беше во формацията на не да презентираме някакви електрични тротинети или водия, а да промовираме наши забележителности, като што се работят кукули, кои што държавно метално е опожарено, твърднията в град, различно в страни. Значи, опожарено, меѓутоа и обновено. Да добиваме електронски материал или печатен материал, с който ние, например, да речем като светници, можем да е проблем нашата опита, ако, например, добра туристическа дестинация или место, по което може да инвестира за туризмо, на земеделието, на локален економски развой, во тој дел. Мислам дека много малко комуницирате со советниците и много малко ја искористувате, искористувате капацитета на совет. Дали намерно или ненамерно, тој го ставам на вас да се пресекате како належен за овој сектор и градоначалникот, мислам дека треба помислам да мислите на субсидијата. Мене ми е жал што е таква позицијата ваша, но еве јас јавно ве повикувам. Доколку имате идеи, повелете, ние сме расположени за работа. Во тој дел посебно да. Добро, дали некој друг разговор? Сега си едно прашање. Дали градоначалникот Горан Трајковски има приемен ден и зошто не? Градоначалникот Горан Трајковски секој ден приема странки и одговара телефонски на сите повици. Дали некој друг разговор? Моли да Додам следен. Зошто потребно во транспарентна општина, како што во наводниците, како што е неколку пати нагласено во извештајот за реализација на програмата за промоција, се рекува единствено и само сованата картичка, која што е достапна само на општинската администрација. Во интерес на граѓаните, дали може да ни објасните што е тоа што така транспарентно открие градоначалникот од нив? Значи, не е под наводници транспарентна, имате проекти пред вас. Тоа за протокол на движење во општината, има и портир доле, тоа е друга работа, не е тоа на лицето за однос со јавност. Сите телефони ни се отворени 24 час, секој кој може, има потреба, може да се јави, може да дојде. Јас не знам како треба што да се направи во тој дел. Дали некој друг разговор? Колку пресконференции има одржал градоначалникот и општинската администрација за афирмација на општина Делчево, како во држава, така и во страна? Последното беше на Македонско радио пред 2-3 дена на колежката Дани Стојковска, со која промовираме делот за здрава животна средина. Инсистираме во секоја област одговорните лица да си даваат изјави, да одговарат на новинарски прашања, бидејќи се тие конкретно вклучени во таа проблематика. Градоначалникот редовно сработува со нив, дава одговори на прашања.
Ама пресконференции се държат по Само ако може да се дойде. по потреба, значи нещо се държат. Айде, имам довърши. За пресконференциите, нали, така и иначе не разбрахме. Историк е по този контекст е прашен дали и на колко регионални настани е формулирано Делчево като дестинация, което се заслужва да биде посетено от някой наш граждан от държавата или някой от страна. Се користи всяка прилика да се промовира общото Делчево и при превъдене на сектора, и по различни средби, които имаме международни, които участва нашата областна администрация и градоначалника. Секогаш се користи тия прилики. Сега конкретно не можем да ви кажем дали нещо се подготвила за това кажем, да ви вадам статистика. Дали не го размер? Само ще кажа. Айде, Pošto i po sami izvršitelj nema negdje oplateno, imate projekte na поставени плащания от страна на съветници и колко процент от тия са отговорни, колко са отговорни. Пощо сега поставям нека нямате такава бройка, пада на ни писмено, да ми договорите колко следващи плащания имат поставено за 2020 година крупно съветниците и колко от них са отговорни и колко месеца. Ке се отговори. Ке се отговори. Айде, Сашко, говори. Аз нямам прашање, само констатација дека бидејќи го извештајот, а тоа е официјален инструмент, не се никаде дека Општина Делчево е промовирана на било кој международен настан, ние бевме сведоци дека градоначалникот со некој свој тим беше по посета на неколку европски дестинации, значи можеме да констатираме дека тоа не било цел на посетата, туку биле веројатно други цели на посетата на тие европски дестинации, а не промоција на Делчево, како што е примарна цел на един градоначалник, когато го посета на било кое место в Европа. Констатација не праша. Констатација ваша. Бидејќи кога се одеше по Швейцарија, се носеше донација на противпожарна опрема. Па не е ставено заради тоа што е друга темата тука. Добро, дали не го разбор? Не, бидејќи никој нема разбор. Затворам расправата по оваа точка и точката ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на извештај за реализација на програмата за комуникација со јавноста и промоција на Општина Делчево за 2023 година. Кој да гласаме? Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласа за и 7 воздржани. Точка број 2. Предлог програма за комуникација со јавноста и промоција на Општина Делчево за 2024 година. Накратко нема да... Програмата ја имате пред вас. Сакам да истакнам дека ова е една од трите програми на Општина Делчево, која што е многу сензитивна. Ги содржи сите моменти кои што треба да ги има една програма. Работена е и со консултација со организацијата и UN Women, планирани сте многу активности, се надевам, има индикатори извлечено, целни групи, цели, визија, табеларен преглед на активности и така натаму. Уште еднаш ги потенцирам некој е флексибилен документ кој што ќе трпи промени во зависност од состојбите. Благодарам, отварам расправа по оваа точка, дали некој го разбор? Овој Значи, во веќе стигнеме прашања на претходната точка дека програмата не дека е лоша, програмата се познава дека се работи по програмата, но наши политички став е дека треба, пошто веќе ви изнесовме неколку аргументи и факти и прашања, дека треба малку повеќе да ги включите пред се граѓаните, по креирањето на програмите, а после тоа и сите советници за помош, визии и идеи, за да можеме да направиме за 2020 година неки дури и по-добра програма. Благодарам за сугестијата. Максимално сме посветени на таа понасочна комуникација. Тие форуми што се организираат се на таа насока, а
анкетни прашалници се во таа насока. Сакам уште едно да потенцирам дека оваа 2024 треба да работи на нова стратегија за надворешна комуникација, во кој што се надам дека ќе ходиме едно и повеќе во анализе ова област. Само да знам, значи, во дело на форумите, чисто да не биде дека повушално, значи, разговарането на совет, а во сега 2022 некој пат на Месечка група што каже точно прашање и сугестии и барање дека опција на Делчево е една од малките опции кои што нема буџетски форум. Тоест, во првиот мандат на началникот во горната дейност, креирањето на буџетот беше заборавено. Сега, од продолжаваме да реагираме, веќе втора година поред се прави буџетски форум, мада и таму има простор да се коригира. Примерно, пари на конструктивна сугестија, направите повеќе од 2 сесии, надале 3 сесии, од кои што прва сесија ќе биде уште во 6 месец. Почитува советниче. Многу ми е мило што така разговараме. Но треба една работа да се стави. Дека буџетските форуми во можностите во кои што беше тогаш и пандемија и сите тие работи, сепак се одржува. Дали онлайн, дали собиравме информации од местните и приоритети и урбаните заедници, дали преку анкетни прашалници, ние ги одржувавме тие буџетски форуми. Не дека вие сте инвестирали и ние еве сега одмах одржуваме. Јас не потикнам и понатаму да бидете прогресивни и активни во тој дел. Како што реков, се треба поголема соработка, но буџетските форуми си се одржува. Оваа година успеавме повторно преку невладин сектор со донаторски средства, за да не се издуваат средства од буџетот, да организираме тие форумски сесии. Исто во самата програма за 2024 гледам дека во дело на слободата со местните заедници е пуштено дека тоа сме гласови дека има на тоа слобода со местните заедници. Еве за стат е на исто пакет од резултатите многу позитивни на конструктивна сугестија на власти во началникот, што за стат пратите ги печатите на местните заедници за да може да ги понесат. Ние не сме им ги зеле. Има закон за тоа. Ние не сме им ги делеве, нека се изгласат измени на законот за местни урбани заедници. Ние со драга воля ќе го направиме това. Оле, дали некој друг разговор? Не, бидејќи никој друг не бара. Оле, затварам расправата по оваа точка и след ставам на гласање. Гласаме за предлог програма за комуникација со јавноста и промоција на општина Делчево за 2024 година. Кој е за? Против? Воздржани? Констатираме дека точката е усвоена со 8 гласа за и 7 воздржани. Благодарам на точка број 3 извештај за реализација на годишната програма за одбележување наставни и културни манифестации за 2023 година. За повикувам Манчо Новоселски, советник за образование и култура, да ни образложи точката. Благодарам, председател. Почитувам председател, почитувани советници. Празниците завира, но нека сте живи, здрави и успешни. Честитки. Извештајот го имате пред вас за реализација на годишната програма за обележување на наставни и културни манифестации за 2023 година. Инаку составен во основа на програмата која што е донесена на 18-та седмица, односно програмата за обележување наставни и културни манифестации на Делчево за 2023 година е изготвена од Комисијата за организирање наставни и културни манифестации на Делчево, освоена на 18-та седмица на Советот на Делчево. Значи, согласно програмата има извештајот, има измени заради надолишни влијанија, односно знаете вие, сведоци дека поради гласената кризна состојба во Делчево, од владата на Република Северна Македонија, после главите предизвикани од невремето што до западни работи 2023 година дел од наставите предвидени во рамките на Делчевското културно лето не се одржа. Што се однесува исто така до надолишните влијанија,
Значи, Булочките фолклорни и средни се одржа, но поради забраната за движение, шумите и опасността от пожар, традиционалният фестивал Булочки фолклорни и средни, който се одржава на планината Волок и на Българския празник Свети Пантелеймон, се одржа на летна сцена в Делчево. Фестивалът е организиран в организация на Националната обществена център за култура и на Делчево. И сигурно има да разгледам извещият. Има прашања, повеждате. Благодарам. Отварам расправа. Врска со оваа точка, дали некој вас збор? Повелизате. Имам прашање до однос на извештајот за реализација на нашата програма за обележување на следната година. Јас последните додавни имам предложено да програмата се стави обележување на Светска ден на родните осмијатели. И последниот разговори со председателите, програма беше исто настан беше ставен во програмата. Не го гледам го извештајот. Околу организацијата на настанот да дискутирам после. Не го гледам го извештајот, сакам да кажам зошто го не мога извештајот. И покрај тоа што настанот помина не онaj точно парам, помина малку со колку одиде до друга расна. Прво сакам да прашам зошто го нема настанот на програмата на ред на извештајот. Во 8 јаnuari. Не го гледам во табелата, не го гледам како на него нема е за одерот, има кој да тука, не го гледам од 1 до 16, не го гледам. Ја прашам зошто го нема сега. Добро, веројатно техничка грешка. Може ли да одговорам јас? Няма, може би да не се почувате ужасно. Значи, знаете дека го подржуваме ни всеки пат настанот со избирање за најдобар ученик и со награда за најдобар ученик на катедра основни катедри посветнички даваме подршка на ученикот. Зошто кој би това, зошто има техничка грешка, благодарам на Дали некој друг разбор? Повелизате. Прво, много е видно да не се заборават наставните кои што дават бележи на Општина Делчево. Значи, од технички причини, но и од организациони причини, може би датумот ќе се помисли дали ден порано или недела покасно, но важно е денот да му се даде белег. Значи, важно е белегот да не се заборави различко постави, болочки фолклорни и другите настави кои што се слушаат културно значење за во врска со прашањето, значи, колку што можеме како општина, и ние како организација, право се тоа, треба денот да се знае дека 26 ние сега и ден не можеме да направиме на 3 август или на 28, тоа сте го правили. Забележка при нас. И на вас, и на Селањето. Бидејќи во претходните години никогаш немало во толку долг период, една недела или 2 недели, одржување на наставник на академичните останите. Тоа не беше. Дали некој да разбор? Повелители? За околу државни болшки фолклорни средби, специјали
цели и еднаш нема направено никаква вере од народот, со тоа ние обвинуваме народот дека не му веруваме и имаме забрана за движење во шумите и одговорност од пожари, мислам од пожари. Дали планирате во година вие овде еколошки среди да повторно се вратат каде што им е местото во Долината гора, каде што луѓето дури пристигуваат таму по това време? Да, планираме. Програмата е на голата со но вие сте сведоци што ни се случи како катаклизма ни се случи со пожари. Да, да се Само да доврши, образлагачот, па тоа ни ќе земеш повторно. Значи, совеста на граѓаните преовладува додека алкохолот преовладува. Ние во со организација, но едно прашање до вас. Што ако се случи катастрофата истина? Кој ќе сноси одговорност? Кој ќе сноси одговорност? Значи, ние сме го размислувале, сме дебатирале, сме се карале да биде на голем, да не биде на голем, но исто треба да почитуваме. Тоа е одговорност голема. Значи, како совет јас поставам прашање. Добро. Второ, значи, повеќе од 20 години се одржува администрацијата на Голар. Со помалку, значи, противпожарни возила, сега ни еден дефект, ништо не е направено. Луѓето, значи, се одговорни, алкохол има тогаш, има интерес, а тоа што се случи на средна, на Долината средна, значи, тоа е наградно. Запалено, така да не може да ги обвинуваме луѓето дека се неодговорни. Сепак луѓето се одговорни и со сега нема никакво да се работа. Така да, мислам дека продолжим повеќе уште оваа година треба да почне да се одржуваат со добра организација од полиција, од можна единица и од цела разговорна администрација. Добро, согласен. Дај некој друг разговор. Овој Любан. Влада следващи. Влада на колегата Томишо. По-гранство на прашање, за да можем да конкретно да видим од прашање, кој прашање веќе во област на Голкови Срби. Само во делот да се надам за на дискусията на колегата Тројдика. Да, јас се слушам дека граѓаните на општина Делчево и кои што е општина Делчево имаат капацитет да бидат примерни гости на гостите Голкови Срби, доколку има убава организација таа на општина Делчево со редари и събрани има планирање на пожари и да бидат почастени меѓу гостите со толку случаи. Мислам дека може да се направи на примерна манифестација, затоа што луѓето ќе дојдат да ја видат програмата која што ќе активира општина Делчево и колку луѓе што ќе дојдат да промовира фолклор, не само македонски фолклор, а и фолклорово пространство. Значи, доколку се направи добра програма, значи луѓето мислат дека нема да дојдат да бъдат пожари и да пијат алкохол, што веќе се спомнали пати на разпорта, а ќе дојдат единствено и само за програмата, што суштината на голски фолклорни срби има и само приначи фолклорни срби. Не е ниту овински срби, ниту алкохолни срби, а е фолклорни срби и треба и само единствено треба да се направи добра програма, за да може народ да ја препознае и да дојде специјално за програмата, која и да ужива во президентската манифестација, која што е символ на нашиот град. За жал, по укинувањето на Гоци Видинови, треба да ја претвориме, веќе доколку имаме капацитет да ги вазиме Гоци Видинови, треба да ја претвориме во носител на културата во Делчево. Тоа е моделот на Голкови Срби. Сега имаме на прашање на точка 15, значи беше одбележан денот на македонска индустријна борба 20 октомври со пригодна свечност. Прашањето ми е каква пригодна свечност беше одбележан овој ден? Дали градоначалникот Горан Драговски и оваа година беше на одбележувањето на овој ден и зошто не? Значи, што се однесува до градоначалникот Горан Драговски, јас сум прошајал лично да го упалициме. Немаме нити да ратерам да одим, нити да особно да одим на со пригодна свечност одбележени се и другите настани, согласно буџетот кој што го имаме ние, веќе ние се бориме со финанси да правиме нешто. Така да, исто така, значи, се читаше како што и видите тогаш со одбележени настани, се читаше реферат, политички партии,
финансите. Вие около финансовата конструкция давате по-голема важност на одредени културни манифестации, што треба да се поддржат по Делчево, дайте вие предложи и качиме малко тези средства, бидејќи тези пари ништо не се. И ние се начи. Аз знам, по-добро нещо да се направи, ние не знам колко пари даваме за букети. Но това е. Сега не знам што е примедбата тук, Иван, дали мислите за културно-етичка програма и така. Преди да речем, нели, точно преди на началото не ги критикува организираните настани от страна на Делчево, кои што ръководи, дали може би причината е непочитуване на математическата дозерна борба, па за това да не е континуитет, да не го отрежи. Значи, решението, Може да остане да говори писмено. аз може само да сугерирам, ама решението нещо да го поставите на мен, да го пренесам, но вие можете и написано да го поставите. Добро, дали някой друг разговор? Не, никой друг не го разговор. Затворям разправата и точката е ставаме гласаме. Гласаме за усвоюване на извещай за реализация на годишната програма за отбележуване настани и културни манифестации за 2023 година. Кой е за? Против? Нема. Въздържани? Констатирам, дека точката е усвоена с 8 гласа за и 7 въздържани. Точка 4. Извещай за реализация на програмата за социална защита на община Делчево за 2023 година. Ръководител на Светлана Петровска, съветник за работуване и управление с информативен систем и човешки ресурси. Председатели, почитувани съветници. Извещајот што е представен на дневен ред по днешната седмица се однесува на програмата за социална заштита на општина Делчево за 2023 година. По точка 1 е дадена опис на подробната основна на програмата за социална заштита на општина Делчево за 2023 година, случувајќи на законската регулатива и другите подзаконски акти, на кои е работено по програмата за социална защита. По точка 2 се дадени основните акценти за изработване на извештајот, со посебен акцент можете да приметите дека извештајот е еден од ретките извештаи кои што се работат во општина Делчево, а кои се со родопоразделени податоци. Јас секогаш апелирам и до општинската администрација и до вас като советници, посебно до комисията за еднакви можности, всеки път да барат извештаите да бидат со родопоразделени податоци, бидејќи верувате дека ние, општинската администрација, се соочуваме со проблем при аплицирањето на некои повици, на некои области, кога се бараат документи кои што преминале на совет со родопоразделени податоци, а при нас сите документи не се со родопоразделени податоци. Затоа јас можете да користам секоја прилика тоа да го комуницирам, па еве денес тоа да го кажам. Во точка 3, методологија која е користена при изработката на извештајот, тоа е една стандардна методологија во која се користи канцелариско истражување, теренско истражување, посебно контакт со општинската администрација, со членовите на комисиите, Советот за социјална заштита, невладините организации и така натаму. По точка 4, опис на конкретната политика која се анализира во извештајот, значи претходно кажам дека тоа е програма за социјална заштита за 2023 година, која е донесена на седница на Совет и како посебни области на делување програмата ги опфаќа мапирањето на социјалните проблеми на ранливите групи и нивните потреби, опис на постоечките услуги кои што се нудат моментално во општина Делчево, дојавување на воинституционалната заштита преку развивање на постојни и обезбедување на нови видови социјални услуги и анализа на најпристапните социјални ризици во општина Делчево. Пред се тука во петиот дел се опфатени корисниците и чинителите кои што се директни корисници и индиректни од програмата за социјална заштита, а
а тоа се стари измоштени лица, лица со попреченост, разработени лица кои тешко наоѓаат работа, лица и семејства кои се нашли во состојба на материјална загрозеност, тешко болни лица и приматели на терапија, поединци или семејства кои се нашли во положба од природна непогода, лица корисници на минимална социјална помош и така натаму. Понатаму, во извештајот следи посебна анализа на секој дел од програмата. Значи, најпрво имате опис на секој дел и табеларен приказ. Се со цел да ви биде појасно како е реализирана програмата, од кој, на кој начин и колку средства се потроши. Јас нема детално да ги, бидејќи е многу јасно опишано, понатаму доколку имате нешто прашање, ќе одговорам дополнително. Но мислам дека е прегледно дадено за секој дел посебно. Во делот на најзастапениот дел, да не речеме од извештајот, па и по програмите, тоа се средствата наменети за детска заштита и стимулативни мерки за студенти и ученици и паричната помош која се дава од општина Делчево. Јас само ќе ви дадам едни табели со една споредбена анализа од последните 3 години, чисто за вас да ви информирам, вие да сте информирани за по број на поднесени барања, така се конкретно сите. Значи, тоа е за последните 3 години, бидејќи ние секој извештај го даваме поединечно само за последната година. Тука имате, значи, за последните 3 години да направиме ние и вие споредба како се поднесуваат барањата, по кој обем и така натаму, и сите тие се родово разделени. Значи, на крај стои табеларен приказ на програмата за социјална заштита по ставки, значи, за секоја ставка, колку се биле предвидени во буџетот во програмата, а колку се реализирани во 2023 година, со посебна буџетска анализа, со процентуален дел, колку средства се за секоја ставка, со графички приказ, и мислам дека е доволно јасно објаснето, така да доколку имате некое прашање, слободно прашајте. Благодарим на излагањето. Отварам расправа по оваа точка, дали некој ваш збор? Поверима? Ладно, сега значи, само на техничко завршење на одладача, значи, ако се тоа погледне извештајот за реализација на програма за социјална заштита, точно може да забележи дека е одлично направена. Со табеларни прикази, значи, конкретна, дека работи на анализа и може да послужи слободно за добар пример и на другите сектори кои треба да изгледа програма за општина Делчево, кој може само предлагач да им понуди помош при заработка на истата благодарам. Дали некој друг бара збор? Не, бидејќи никој друг не бара збор, затвара расправата и точката ставаме гласни. Гласаме за усвојување на извештај за реализација на програмата за социјална заштита на општина Делчево за 2023 година. Ќе поиковно гласаме кој е за, против, нема, воздржани, 1. Констатираме дека точката е усвоена со 14 гласа за и 1 воздржан. Точка број 5. Предлог програма за социјална заштита на општина Делчево за 2024 година. Благодарам. Благодарам, председателе. Значи, по програмата за социјална заштита за 2024 година нема некои позначителни промени од програмата за 2023 година, освен со некои делови кои што веќе се отпочнати од крајот на 2023 година, но главната реализација ќе биде по програмата за 2024 година. Тука посебно ќе нагласам дека за прв пат отпочнавме со социјално мапирање на лица со попреченост. Значи, ние досега не располагавме ниту со бројка, ниту
со категории со кои лица се соочуваме во нашата општина, кои се нивните потреби, каква е нивната семејна положба и така натаму. Значи, можете да приметите изразот во предходните програми, значи, нашата програма во делот на лицата со попреченост беше доста оскудна, бидејќи ние немавме бројка, немавме представа со се со што располагаме. Така да, во крајот на 2023 година, значи, со помош на налаз и морам да кажам, и селските добри помога, почнавме со мапирање. Значи, после мапирањето и следи квалитетен извештај по кој што ќе ни биде појдовна основа не само за оваа наша програма, туку и за работата на невладините организации, па и на самите граѓани и семејства кои што имаат такви лица. Значи, и во оваа програма пред цел посебно внимание е заставено на социјалната заштита на старите лица, социјална заштита на деца и младенци со социјален ризик и ризик од зависности, социјална заштита на лица со посебни потреби, на социјално загрозени семејства, парична помош и стимулативни мерки за деца, ученици и студенти, општинско корисна работа, јавни работи и промовирање на нови социјални услуги. Значи, по тој дел посебно нагласувам дека веќе во општина Делчево имаме невладини организации кои што се лицензирани за давање на социјални услуги. Тоа се невладината Здравура кооператива и општинската организација на Црвените. Се надевам дека во 2024 година ќе се регистрираат и други невладени организации баш за тој дел и ќе прошириме и нашите дејности во оваа област. Во 2024 година не е ставено, значи, во оваа програма, ама ќе кажам дека деновиве почнавме еден проект за дигитално следење на здравствената состојба на пациентите, посебно од руралните средини. Значи, и оваа активност и овој проект ќе биде финансиран од налаз, а ќе се состои во следното. Значи, ние ќе бидеме единствена пилот општина во која што ќе се инсталираат терминали, апарати кај матичните доктори, а додека кај пациентите, посебно од најоддалечените села, ќе бидат инсталирани уреди кои што ќе мерат 7 параметри, здравствени параметри кај пациентите, и тоа далечен си. Значи, самиот матичен доктор ќе гледа на монитор кај него кои се случувањата и промените кај пациентот за тие 7 параметри. Значи, мислиме дека тоа ќе биде многу добро, посебно за пациентите кои што не се подвижни, кои што не можат да посетат матични доктори, и првичната замисла ние да почнеме со село Разливци, бидејќи таму е најоддалечено и нема селска амбуланта, односно ние до село сега немаме селска амбуланта, но таму состојбата моментално е најпотребна, најкритична за тие пациенти. Таксито и јавен превоз немаме нигде, таксито е многу скапо до Разливци, така сметаме дека во овој дел ќе помогнеме и на матичните доктори и на пациентите, но ќе кажам дека тоа секако подетално ќе биде промовирано од наша страна и кај матичните доктори, па и кај јавност. Значи, и во оваа програма, значи, подетално нема да ви објаснувам, значи, мислам дека е дадено и описен преглед, и акцијски план, кој ќе го спроведува, во кој период. Така да, доколку само ќе кажам дека вкупната вредност
на програмата за социална заштита за 2024 година изнесува 5 милиони 689 хиляди денари, додека само од буџетот на општина Делчево за оваа програма се издвоени 4 милиони и 18 хиляди денари. Доколку имате некое прашање дополнително, моля, прашајте. Благодарам на председателят. Отварям разправа по това точка. Дай некој да разговор, повеќе зашто. Прашање до председателот по програмата е солидно направена, меѓутоа едно прашање имам по делот македонските општини, каде е нова власт, да кажеме Думане, има една мерка од социјалната заштита која е прилично добра и атрактивна и се коректна возраст се однесува за оборудување на униформи за децата во основното и во средното образование. Пример за тоа се писала вода и штип. Дали сте размислувале по програмата за социјална заштита заради еднаквост на сите деца, не по изглед на гардеробата, да се почне, ако знаеме дека општина Делчево не може тоа да го направи во моментот, бидејќи нема средства, меѓутоа да се направи сукцесивно, со чекори, со одредени оделенија, прво, второ, трето, па наредната година и така натаму. Дали сте размислувале и дали има болje расположение таа мерка како предлог од Советот да биде вметната во програмата за 2024 година? Благодарам, советниче. Значи, да, предлогот е на место, но морам да кажам дека во отсуство на програма за образование, некои делови од областта на образованието, а тоа се само стимулативните мерки, значи стипендии и помошите што се даваат за учениците и студентите, се, да не речам силом приликом, ставени во програмата за социјална заштита. Значи, треба да си има посебна програма за образование. Но, еве, јас ќе си земам за обврска, значи тоа сето да го предложам и на Советникот за образование, и на ръководните структури кај нас, да се предвидат средства и за таква намена, што не само по тие општини што ги спомнавте, во голем дел веќе општините и општинските училишта униформите се веќе редовна пракса. Не знам сега, немам по-детална информација, мислам дека и кај нас нешто по средното општинско училиште имаше некоја најава за облекување на униформи, до каде е Прашањето ми е, значи, финансирано од локалната самоуправа, не е од родителите. Да. Па, јас не за џабе да не речам, направив една споредбена анализа на последните 3 години да видите баш во делот на стимулативните мерки за ученици и студенти, да видите во колку графи има 0 поднесени барања. Значи, ние, ако веќе немаме реализација на средствата предвидени за стипендија, или учениците и студентите воопшто не се пријавуваат по одредени мерки кај нас, значи можат сите тие средства да се наменат баш за тој дел што вие го предлагате. Но тоа е само предлог, дали тоа ќе се прифати, може да биде покренато и од ваша страна како советници, да голем дел од средствата не да пропаднат. Тие нема да пропаднат. Тие сигурно средства што се намалени во делот на стипендиите, се наменети за нешто друго, баш за програмата за социјална заштита, но зошто да не бидат наменети за тие униформи што ги спомнат. Дали некој друг разговор? Само да, пошто ги спомнавам униформите во Средно општинско училиште Нова Мицо Делчево, значи јас имам информација, униформите таму не само што не се обезбедени, значи преку општината и од страна на директор на Средно училиште, а им е наложено и дури на родителите да си ги купат во собствен буџет, тоест на некој начин се ограбени, со помоќ од повтора, се ограбени со понад 50 евра униформа, која што до ден денеска никој не даде инструмент да се носи задолжително во
средновъзрастно училище, че никой не води грижа отпуски за самите униформи и община Делчев, т.е. градоначалникът, като отговорен директор на образованието в нашата община, до днес не изненада нито со съобщение, нито со реакция, нито со мислење дали е тоа правилно, дали е учествувало во донесувањето на униформите во общите училиште и дали сте процедури се запазени. Дали не го два разбор? Благодаря смика. Станува збор за ограбување туку, родителите поливни предлог се. Само една сugestия до колежката Ясмина, защото поръчно изложавам на бюджета на една съвет и като член на спонсорите родители, да са малоблизо и като член на комисията за социална защита, една конструктивна сugестия, според мене, какви са моите съзнания и аз като депутат на политическа партия, моите съзнания за общината, говорят нещо друго и конструктивността е в насока на това. Нашето средновъзрастно училище има насока по модела на действителството, така да за доколко не вие като член на Съда за родители и член на Комисията за социална защита би било добро да предложите самата гимназия да се обезпети материали и сами ученици да ги изготвят униформите не само за средновъзрастно училище, а и за другите две основни училища в община Делчево. Благодаря. Тони? Да се върнем на социална защита за социално загрозени семейства. По извеждането имате отдел предвидени средства за 650 хиляди способни на помощ и коментарни пакети програми средства за предвидени разпределени динами. Има тендер в бюджета, а обезпечено на обществено отговорни фирми, наистина си това често за 35 семейства. Това месечно описано и се изнесло от 2060 дена до седмица. Ова година от планът програмата за социална защита имате 650 хиляди дена успешна метал. По-малко за 50 хиляди от бюджета на 2022 година. И намалувате бюджета за социално загрозени семейства, за да имаме повече за организация свързана с градоначалството. За да по-бъде от бюджета за ова година допълнителни 350 хиляди денари и средствата за хуманитарни пакети от храна да не просим по фирмите да общината да участва с 350 хиляди денари по овие пакети за овие загрозени 35 седмици. Што са 1960 денари, со тој пакет овие луѓе ништо нема да направат за терен. Програмата е намалена за 50 хиляди денари от предходно, а общината често с 0 денари бюджет за хуманитарните пакети в крайни средства за крайна, че това е абсолютно. Значи, ние всеки път по програмата предвидуваме средства, но доколко обезбедиме помощ от обществено отговорните фирми, ние гледаме, значи, тези средства да видят наменети за нещо друго. Хуманитарни пакети без значи, да се регистрира дека во нашите програми извештаи, значи, знаеме и ние следиме на медиумите дека делат и Цървен кръст, и невладени организации, и така нататък. И може би некој път се делат и превиши. На некои семейства се дава по 5-6 пати, на некои еднаш, така.
Според мене, дълги години работа в областта на социалната защита, хуманитарните пакети се заменят на от най-непопуларните мерки, кои што треба да ги презема посебно општината. Бидејќи ние сме хуманитарна организација, ние сме невладина организација, да делиме и да се сликаме кај социјално загрозените лица пакети. Значи, ако веќе ние имаме, според мене, тоа е, значи, пак ќе речем мој личен став, доколку ние имаме средства, сакаме да даваме хуманитарни пакети, најдобро е средствата да бидат доделени на невладина организација, на Црвен крст, на сите регистрирани, кои што се за таа, вие да ги делате, макар нека биде и Центарот за социјална работа, бидејќи тие имаат највеќе увид во потребите на граѓаните каде треба. А општината тоа што го прави да дели хуманитарни пакети, според мене, јас пак ќе речем лично, мислење е најнепопуларна мерка. Ако имате ли пренесено на ръководните структури вашето мислење? Па, секако. Молите? Значи, во програмата за социјална заштита имате любовна, што значи се често. Сиромашките се повеќе се јават како главен социјален ризик за граѓаните на општина Делчево. Се повеќе граѓани се на работа и дезинфекцијата. Значи, не е срамота општината да се на граѓаните на општина Делчево да се граѓани. Без разлика дали тие се социјални ризик или по-друга категорија. Значи, ние треба да гледаме тоа така. Треба да помогнеме, како што помагаат овие фирми за по-пакети, што да благодарам до нив, така треба и општина само да општина, значи, да обрани повеќе внимание со овие социјални servisi. Затоа, би убаво во наредниот период, за да можеме повеќе средства да вложиме, што моменталната ситуација во не само во Македонија, но цела Европа е наистина лоша. Согласно со тоа дека материјалната загрозеност е се позастапена кај граѓаните општо во Македонија, кај нас Делчево, но тоа е тоа што ние можеме да го предвидиме. И сега ќе кажам и тоа дека нешто што не е предвидено во програмата и дај Боже да имаме ние многу повеќе средства, тие средства што се предвидени во оваа програма можат и да се прошират. Еве вие видовте во извештајот дека баш за еднократната парична помош за 2023 година имаме предвидено 650.000 денара, а сме потрошиле 727.772 денара. Значи, ништо не смета ние доколку имаме некои активности, дај Боже да имаме, и да се реализираат до 2024 година. Исто и тоа што ви го спомнав сега со здравствените услуги, значи тоа не е ставено во оваа програма, а не значи дека ние не можеме да го реализираме. Благодарам. Дали некој друг вас? Во делот на социјална заштита на стари лица забележуваме големи бројки на стари издвоени. Стари изнемощени лица 182, 66 постари лица без семејна грижа и 18 лица без никакви приходи. Значи тука се работи за големи бројки на стари изнемощени на кои што им е потребна помош. Источниот регион потврдено е со факти дека старее и процентот на возрастни лица е испод државниот процент, а на младо население е изнад процентот на државата, државниот процент. Така да потребата од социјална грижа, создавање и унапредување на социјалната грижа, навистина треба да се позагрижиме и да бидеме сериозни. И јас сметам дека во овој град, во нашата општина, најприоритетно во моментот е нашите стари, возрастни, да речам, или лица во трета доба, на кои треба навистина да се обрне внимание затоа што тие допринеле за нас
за нашата еднина, а ние треба да им возвратиме. Меѓутоа, во моментот ништо не правиме во тој случај. Го поздравувам и го поддржувам изградбата на домот за стари лица, приватниот дом за стари лица, кој ќе биде со некој капацитет, кој ќе биде доволен. Меѓутоа, може да се размислува во иднина, да се потрудиме, имаме згради, стари, па преку Источно-Калски регион, преку фондации, преку Министерство за локална самоуправа, општината да се вклучи, да направиме нешто и за лицата кои што нема да бидат во можност да плаќаат услугите кои што ги нуди домот кој е во изградба. И повторувам, го поздравувам за тоа што тоа е прв поттек кој што се случува во нашиот град, ама и општината треба да преземе мерки за тоа што се работи за голема бројка на незгрижени возрастни лица во трета доба. За тоа што тие тоа го заслужуваат. Согласувам и ние знаете дека и минатата година го поздравивме потекот ваша на приватниот инвеститор што почнува да веќе отворени се гради, се надеваме дека во блиските ќе биде изграден и се согласувам дека тоа нема да биде доволно, но за нас е од голема помош тој капацитет првичен. Јас разговарав со инвеститорот, значи ми рече дека првично ќе бидат 36 лица згрижени, не значи дека подоцна нема да бидат повеќе, но тоа е многу малку во однос на потребата што ја имаме моментално во општината. Исто така разговаравме и со директорката во Домот за стари лица во Берун. Таму на листа на чекање има многу лица од Делчево, што се надеват да ќе бидат згрижени во скоро време, но пак ќе речам дека наша е обврската да направиме макар нека биде со јавно-приватно партнерство, некој дом, дали ќе биде само за дневно згрижување или за 24 часов посебно потребата е голема. Дали некој друг бара збор? Некој друг не бара збор. Ја затворам ова истратна расправа по оваа точка и точката ја ставам на гласање. Гласаме за предлог програма за социјална заштита на општина Делчево за 2024 година. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Идеме до точка за усвоено. Точка 6. Предлог заклучок по барање на местната заедница по село Илиште. Се пробам да го разложам јас. До нас како совет поднесено е барање од местната заедница. Поднесено е барање од местната заедница во село Илиште, барање од горнолиниот настап, тоа е советот на општина Делчево, во најскоро време да се заложат и да ги сменат цевките на водоводот за пиење во нашето село. Сегашните цевки, покрај тоа што се застарени и стално има дефекти, се направени од азбест и се штетни по здравјето на корисниците. Овие цевки, како што се запознаени и вие, секаде се заменуваат и се изфрлуваат од употреба, па би биле благодарни ако успеете да ги смените кај нас, што би добиле чиста и здрава вода за пиење. Се надеваме на позитивен одговор од ваша страна. Како одговор на ова барање, на вас советниците ви предлагам да донесеме заклучок, кој што го имате доставено, ќе прочитам делот од него, значи заклучок со кој. Под точка 1. Градоначалникот на општина Делчево да го задолжи секторот за урбанизам, уредување на градежно земјиште, комунални работи и сообраќај и заштита за животна средина при општина Делчево да направи увид во целокупната документација и во врска со системот за водоснабдување во село Заботилиште и заедно со надлежните служби во јавното комунално предпријатие Брегалница да направат увид на лице место за утврдување на фактичката состојба. Под број 2, врз основа на извршениот увид на лице место и документацијата со која располага општина Делчево да се направи анализа за фактичката состојба и да се предложат предлог мерки за решавање на проблемот со замена на застарените азбестни цевки со нови ПВЦ цевки, како и вид на активности, изведувач на активностите и рок за изведување на
активностите. Доколку има потреба од изготвување на проектна документација, да се преземат потребни мерки за изготвување на истата. Понатаму општина Делчево да го извести Советот на општина Делчево за сите преземени активности и мерки и заклучокот ќе влезе во сила 8-миот денот на објавувањето во службен гласник на општина Делчево. Отварам расправа по оваа точка, дали ќе има разбор? Не, бидејќи никој не разбори, затварам расправата и заклучокот го ставам на гласник. Кој пом да гласа? Кој е за? Против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека предлог заклучок е усвоен едногласно со 15 гласа за. Точка број 7. Предлог одлука за ратификација на мандати на членови на локален владински совет. Образлагач Звонко Атанасов, раководител. Трябваше ми даја, ама она не се оде на друго место. И така треба. То са имаше. Добро, значи 7 за 7 нема. Значи да ќе импровизираме. Има го во материјалите. Добро, дадени ви се материјалите, ајде да ќе прочитам одлуката за верификација на мандатите на членови на локален владински совет. Советот на општина Делчево донесува одлука за верификација на мандати на членовите на локалниот владински совет при општина Делчево и тоа Сара Ангелова, СОУ-ММ Брицо Делчево, Искра Ѓоргиевска, Ромски културни едуктивен центар Тернипе, МК Делчево, Вања Ѓоргиевска, Кут Гоце Делчев, Делчево, Анастасија Такева, организација Жена Делчево и Ана Мавлодиева, регионален центар за застапување Делчево. Мандатот на членовите на локалниот владински совет на општина Делчево трае 2 години со право на уште еден и изговорила одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во службен гласник на општина Делчево. Отварам расправа по оваа точка, дали ќе има разбор? Не, бидејќи никој нема разбори, затварам расправата и точката ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за верификација на мандати на членови на локалниот владински совет. Кој е за? Против? Нема, воздржани? Нема. Точката е едногласно прифатена со 15 гласа. Може да време на 14 гласа. Јас се изземам. Добро. Добро, пауза на колку минути? 5 до 10. 5 до 10.